9 имоти и 17 сметки на физички и правни лица се замрзнати во истрагата за Фудбалската федерација на Македонија. Истрагата на обвинителството за организиран криминал опфати 18 физички лица и 8 компании, меѓу кои и двајца поранешни претседатели на ФФМ. По спроведената финансиска истрага, све што пронајдовме дека имат имот, сметки, вредност, подвижен, недвижност на име и сметка на осомничените, до судот поднесовме соодветни предлози барања за замрзнување на тој имот. А Бази пред Советот на јавни обвинители го презентираше годишниот извештај за работата на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција за 2025. Лани фокусот на обвинителството било кај финансискиот криминал, затоа и се бележи голем раст на замрзнатите средства. Во 2024, кога организиран беше насочен кон разбивање на криминални групи кои работат со трговија на дрога, замрзнати се нешто помалку од 6 милиони евра. Додека лани, тој износ е зголемен на безмалку 28 милиони евра. Сепак, а Бази пред Советот се пожали дека на организиран му недостасуваат и обвинители, но и други вработени. Кажа и дека за 84% од предметите за кои се уште нема обвинение, обвинителството чека други институции и субјекти да си ја завршат работата. Сепак, не сакаше да открие на кои институции најмногу се чека. Моментално го немам тој податок, процентуално тој е податокот во зборувам за извештајната 2025 година. Значи тоа се наредби, барања пратени од страна на обвинителството до различни институции, МВР, Управа за финансиска полиција, до банки, до други субјекти, правни лица, физички лица, така да се повеќе институции пратени тие барања. Добре се чека? Секако дека и од МВР се чека за определени предмети да постапуваат по тоа и да ни достават зависно од тоа што бараме од нив. Извештајот на Бази доби позитивно мислење од Советот, иако предходно тој доби остри критики од владата дека го загубил кредибилитетот по одлуката да не покрене обвинение и да ги ослободи осомничените во случајот Мазут. А Бази денеска не сакаше да коментира политички изјави и рече дека обвинителството одговара пред Републичкото обвинителство и пред Советот на јавните обвинители. Мандатот на Бази завршува во ноември, а тој се уште размислува дали повторно ќе се кандидира за шеф на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. Даниел Василев, Сител телевизија.